ни дојдовте во уште едно ново издание на наша сцена. Сето она што изминатиот период е ново на македонската музичка сцена, токму го предочуваме пред вас во оваа наша сцена. Ке започнеме со промоција на нов видеозапис и ке завршиме повторно со промоција на нов видеозапис. А секако ке ви кажеме што е ново кај скопските боеми и што е ново кај Серафина Фантаузо. Причина повеќе за да не гледате. Ке започнеме со една добра и пријатна музичка номера. Станува збор за фолк дивата Елена Велевска и нејзината добро позната песна Срце бакшиш ке ти дадам, која што е дел од новогодишното шоу, каде што Елена заедно со групата Чартак го реализираше во соработка со Импродукција. Уживајте на самиот почеток. Trebalo ljubov ti da razbudiš, ej vo srcevo, od togaš na niko drug ne mi odi misla ta, pokraj tebe samo ke ja baram srećata, od togaš na niko drug ne mi odi misla ta, pokraj tebe samo si ja najljub srećata. Bakšiš ke ti dadam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa, to halal da ti je. Srce bakšiš ke ti dadam, so nego da caruvaš, ušte utre dojdi raka, da mi pobaraš. Srce bakšiš ke ti dadam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa, to halal da ti je. Srce bakšiš ke ti dadam, so nego da caruvaš, ušte utre dojdi raka, da mi pobaraš. Pa tuvam kako je den životce da te poznavam, od togaš na niko drug ne mi odi misla ta, pokraj tebe samo ke ja baram srećata, od togaš na niko drug ne mi odi misla ta, pokraj tebe samo si ja najljub srećata. Bakšiš ke ti dadam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa, to halal da ti je. Srce bakšiš ke ti dadam, so nego da caruvaš, ušte utre dojdi raka, da mi pobaraš. Srce bakšiš ke ti dadam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa, to halal da ti je. Srce bakšiš
Merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa. To halal da ti je, srce bakšiške ti da dam, z onego da caruvaš. Ušte utre dojdi raka, da mi pobaraš. Srce bakšiške ti da dam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa. To halal da ti je, srce bakšiške ti da dam, z onego da caruvaš. Ušte utre dojdi raka, da mi pobaraš. Едни и единствени, а може би и незаменливи. Вакви епитети им доликуваат на скопските боеми. Момците кои што по теркот на останатите музичари снимија новогодишно шоу во пресред на новогодишните празници заедно со импродукција. Новогодишното шоу го реализираа на нивни терен. Предвидени се 20 песни од повеќе македонски жанрови. Повеќе за тоа од разговорот со колешката Јасна. Почитувани гледачи, се наоѓаме во ресторанот Камин Кама, каде скопски боеми го снимија нивното самостојно новогодишно шоу. Со мене Трајче. Трајче, најпрво добро вечер. Добро вечер до вас и до сите гледачи на Интервел. Да им пренесеме на нашите гледачи како помина снимањето, како течеше и со каков репертоар ќе се представите на нашите гледачи. Нашата голема желба е да овие сплетови наши што ги направиме, да ги имаме уште еднаш, бидејќи веќе еднаш беа снимани, меѓутоа секоја чест на некој што успеа да ги изврши од YouTube и немавме никакви снимки. Многу свадби имаме, ке ни побаваат некоја снимка, ние само во живо. Така да ние сме престрекни што пред Нова година успеавме да ги направиме сите овие сплетови и сите гледачи ќе имаат шанса да ги видат, а и на нив може да се веселат за овие празнични денови. Мора да напомениме дека сите песни се во живо. Така? Да. Ова е дел од нас, ова е дел од проектот Скопски боеми. Нас не знаат како шоумени, забавлячи и сите свириги се такви. Во овие сплетови се делови од нашите свадби, веселби и сите се препознаваат ова Скопски боеми на кому свириле свадби, ќе се видат дел од нивната свадба. Кои се очекувањата од ова новогодишно шоу? Па ја мислам дека појако нема да има шоу, бидејќи има разни жанрови на музика, забавна, народна македонска и некои од бившите југословенски простори музика. Значи за скоро време нашите гледачи ќе имаат можност да уживаат во вашиот прекрасен репертоар, можам да кажам слободно. Трајче, како помина 2017-та за вас, кога ќе ја сумираме, што сработивте? Па во овие тешки кризни моменти ние работиме као сите бендови секој викенд со тие веселби. Делови од нас од бендот се кафански свирачи, затоа е лесно што имаме толку свадби, бидејќи ние сме секојдневно низ кафаните скопски. Каде во моментов вашата публика може да ужива во вашата музика? Па еден дел може да уживаат во два елена, ја и колегата Гокса, виолинистот, малиот Гокса, младиот. Дејан свири во Дукат, иначе и ние сум, јас сум еден ден во Ними, така да на јаките локали ги држиме ние. Скопски боеми. Вие имате, можам слободно да кажам, дека секогаш имате добар сценски настап, без разлика дали кога сте на настап во ресторан или на настап на фестивал, на секој ваш јавен настап имате секогаш прекрасна кореографија. Дали тоа во моментот ви доаѓа таа кореографија, во моментот ја смислувате или тоа веќе сте го смислиле однапред на вашите проби? Значи, тоа е малце чудно, ние и да покушаме да бидеме озбилни и да сакаме. Имало такви случаи кога публиката одма се препознава дека нешто не е окей со нас. А ние сме стално окей, така да ова е дел од нас. Ние сме и во приватен живот весели, насмејани, освен жените кога ќе најдете. Јас можев да забележам дека прекрасно се согласувате и дека со очи се разбирате како потек треба да направите заедно. Тоа значи дека сте добар тим. Како успевате да се усогласите со оглед на тоа што сигурно сите имате различни работни обврски покрај музика? Ние сме доволно време заедно, меѓутоа не е само тоа. Ова се сите волци искусни, печени. Свадбата е најлесна работа ако е уходен бенд. Некој може да се жали за свадба дека е тешка ако се собрани. Вака со бендов
влагаш и си излагаш насмејани, си ставиш по некоја паричка по 1000 до 2000 евра во джеп од свадба. Не се многу, ама тоа е. Се сноѓаме. Посакувам уште многу такви настапи. Трече, кои се вашите очекувања од 2018-та? Дали веќе имате некои предвреме резервирани настапи? Дали планирате некои нови песни за настапи? Значи, и тоа е многу чудно да следната година веќе скоро полна во тие месеци кога нема пости. Не знам зашто толку младите, мислам, се женат, се мажат, ова година што следува ќе биде многу напорна. Бидејќи ова година бевме малце пасивни, зашто многу нема по телевизиите, нашите спотови се доста гледани, и исто мора да пофалиме Ване Петковски, сите спотови он ги направи. Не знам до кога мисли така, нон-стоп, ние само за него работиме, за вашата телевизија. Продолжиме понатаму да работиме. Пред самиот крај, што ќе им посакаш на нашите гледачи широм светот за новата 2000? На сите им викам само многу љубов. Парите ќе се дојдат. Љубовта, земајте ја, грабајте ја. Ке сакаме скопски боеми. Епа тоа е. Благодарам, Треće. И на вас благодарам. Pesna peja sokaci, tvoje ime nosacite moji meraci. Koga odiš, pesna peja sokaci, kako sonca sveta toči preku čardaci. Cela noć te sonuva, staro mlado, kade spiješ prašuva, staro mlado, cela noć te sonuva, staro mlado, kade spiješ prašuva. Ne se Belinić namare, seko jergen da te gleda, dolgo vreme paramčare, doma da te odveda. Ti se smešniš namare, koliko svako toliko milo, ne ti trebaš i mi tebe, ni tu malku crvilo. Samo šalgi, dije mi se verna senka, verni drugari. Ne sum Boga, ama pesmi pišuvam, sonit možam tvoj život da go usrećam. Staro te sonuva, staro mlado, kade spiješ prašuva, staro mlado, cela noć te sonuva, staro mlado, kade spiješ prašuva. Ne se Belinić namare, seko jergen da te gleda, dolgo vreme paramčare, doma da te odveda. Ti se smešniš namare, toliko slatko, toliko milo, ne ti trebaš i mi tebe, ni tu malku crvilo. Ne ti trebaš namare, ni tu malku crvilo.
Серафина Фантаузо во еден ден сними дури 6 видеозаписи, навистина невообичаено, но сепак тоа го реализираше заедно во соработка со нашата продукција. Видеозаписите се снимаа на повеќе локации во Скопскиот регион, како и на падините на Маврово. Она што е интересно е токму тоа што Серафина подготви новогодишна песна во пресрет на новогодишните празници. Почитувани гледачи, само што завршивме со снимањето на 6 видеозаписи на Серафина Фантаузо. Најпрво добро вечер. Добро вечер. Серафина. И твојот текстописец? Бранко Сотировски. Серафина, како што веќе кажав, снимивме 6 видеозаписи. За кои песни станува збор и како помина снимањето ден? Па вака, во тие 6 песни спаѓаат песните Искра, која испев на Охридски трубадури. А треба да ви кажам и кој е текстописец, автор. Мислам, ние работиме тимски со Сашо Леврински аранжер, Ранко Сотировски текстописец, а мелодија моја сега. Искра направивме, Божја љубов, исто тимска песна, Среќен роден ден, Снегулка, четврта, пета песна Луна Лина Мена, Цветанка од Македонија. И шестата песна ја кажавме Божја љубов. Значи денеска за толку сум оптеретена. Да, навистина сум уморна и можам, баш констатиравме дека ова може да влезе во Гинесова книга на рекорди со толку енергија и со толку љубов да се направат овие спотови. Во еден ден да се снимат 6 видеозаписи, тоа е навистина голем успех. Да, секако, па тоа е љубовта и љубовта кон песната, пред се кон уметноста, тоа си го направи своето. И вие бевте сведоци така го видов. Бранко, вие покрај тоа што се појавувате како текстописец на песните на Серафина, војно сте и режисер на овие видеозаписи, па ајде нешто повеќе. Каде се снима на кој? Јас да ви кажам право, јас сум професор по ликовно воспитание и моја желба, моја голема желба е детска желба да станам режисер. И ова ми се пружи прилика да бидам водител на снимањето на овие видеозаписи. Видеозаписите ги снимавме на Водно, тоа е локалитет Курило, што тоа значи дека е лековито место. Потоа снимавме во центарот на градот, малку прошетаме, имавме деца како статисти, прошетавме низ градот. И тоа беше весела група, весело снимање, со полно енергија и голема благодарност до професорката Верче и до учениците од Кузман, школата Кузман. Значи, нашите гледачи за скоро време ќе имаат можност да уживаат во овие прекрасни песни. Снегулка е новогодишна, божикна песна и заедно со дечињата ќе биде прекрасно уживање за нашите гледачи. Серафина, кои се вашите очекувања од овие видеозаписи, од овие песни? Па на некој начин сакам и да се промовирам како пејач, бидејќи одамна ме нема во медиумите. Не дека јас не работам, јас работам во операта, во Македонската опера ЕМО, а би сакала во едно и да се надоврзам, благодарение на мојот директор, што ни дозволи во просториите на МОП, во фоето, во предворието на театарот, да ги снимаме истите спотови. Па се надевам дека ќе најдам на добар одзив и дека ќе бидам поканета да бидам учесник на некои роденденски забави, новогодишни средби и така натаму. Во видеозаписите се појавувате во интересни креации, можам да кажам, имате интересни круни. Кој е заслужен за тоа? Па сега една голема благодарност до мојот текстописец, тоа е Бранко Сотировски, бидејќи тој е уметник и тој е голем занаетлија, навистина златни раце. Тој ги прави сите овие интересни круни и на некој начин ме направи кралица. А инаку за мојот стайлинг, за моите костими, јас сама се погрешив, бидејќи од секој сум сакала да бидам креатор, бидејќи имам така една италијанска жичка, а италијанците се познати по така, нели, по модата, по креативноста, по песната.
Сама си ги изработив сите костими што ме гледате и исто така и накитот, сама го изработувам. Потоа стајлингот, фризурата. На некој начин, бидејќи сум долго време во операта, на сцената настапувам, тоа е некако вродено во мене и некако. Така, на некој начин, јас сум некој занетлија, така, ние сме мајстори, маестра. Покрај тоа што вашите тоалети беа уникатни и круните исто така, сигурно ви треба, Бранко, повеќе време за изработка на овие круни. Колку време ви беше потребно за незините круни? Па самата изработка на круните па иде неколку дена една кругна, а инаку тоа е долготрајно размислување како би изгледале тие круни, затоа што сите кралеви во светот се македонски кралеви. И сите цареви во светот се водат потекло од македонските цареви. И тие круни сите што се користат низ светот, тоа се сите македонски круни. Така да тоа ми помогна да ги изработам овие круни. Овој костим за Дедо Мраз. Дедо Мраз не е ништо друго, туку е Свети Никола. Тоа го кажав и на првото интервју. Свети Никола е светец кој свети со својот знаење и ум. Персонификација на светлоста и на умот е паунот. А паунот значи пан или ум. Пан е божество. По полски пан е господин. Тоа е господин, значи пан е господин, господар, господ на земјата и гостин на земјата. Затоа што луѓето се гости на земјата, која не се вика земја, туку се вика планета Македонија. Видеозаписите ќе бидат навистина интересни и за нашите гледачи. Серафина, што очекувате од 2018-та? Дали веќе подготвувате нешто ново? Дали нешто крчкате ново за Бранко? Секој ден крчкаме нешто ново и секогаш ние сме полни со идеи, како што е моето презиме Фантаузо. Јас сум на некој начин и фантазија, бидејќи и навистина и фантазирам, и тоа што го фантазирам ја го стварувам благодарение на Бранко Сотировски, моите сонови стана јаве. А инаку би сакала уште еднаш да се заблагодарам на учениците од Кузман Јосифовски ФИТУ. Навистина прекрасни ангелски гласови. Благодарам на професорката Верча Ангеловска, која толку многу добро ги подготви овие ангелски гласови, што допринесоа на уште подобро ниво да звучат песничките, бидејќи се наменски и посебно се наменети за децата, а меѓутоа и ние возрастните сме се уште деца, така се чувствуваме како деца и го негуваме детето во нашите срца. А инаку очекувам да имам повеќе јавни настапи, да бидам поканета, да имам настапи. Јас сакам сцената и живеам за сцената, бидејќи песната е во мојата душа, во моето срце. А на некој начин овие песни ги правам и за мојата душа, а се што излага од душата мислам дека е вечно. Серафина, каква е вашата соработка со продукција? Какво е вашето мислење за нашата продукција? Дали ова е ваша прва соработка? Да, ова е моја прва соработка да снимам спотови и инаку имав на моја задоволство на Охридски трабудори имав едно интервју. Најверојатно и допринесе мојот настап на Охридски трабудори да бидам запазена, иако јас сум на сцената веќе долги години наназад, сум настапувала на сите фестивали во Македонија и сум добитничка сум на награди. Многу пати сум била наградувана. Меѓутоа, можеби на некој начин недоволно медиумско застапена и некако Серафина ја забораваат, а Серафина е тука и секогаш е спремна и со добра волја да настапи каде да ја поканат. Мислам дека сега Серафина ќе се врати многу добро пред нашите гледачи со овие видеозаписи и повторно ќе бидете екстра на нашата музичка сцена. Јас тука ми преостанува уште да ви се заблагодарам што одвоивте време за... Секако, извинете што ве прекинав, сакам да навистина да ви се благодарам на вистина толку вложивте в труд денеска со мене, со толку љубов и со толку трпение и толеранција работевте и навистина многу ви благодарам од срце на снимателите и на тебе.
Нас ни беше задоволство да работиме со вас. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време да кажете збор два за нашите гледачи. Па ајде пред самиот крај уште со оглед на тоа што веќе се ближи нова година, што ќе им посакате на нашите гледачи? Им посакам да имаат многу љубов и да не се секираат за ништо, дека ништо не е важно. Важно е само љубовта во душата, во срцето и да простуваат и да се слушаме повеќе. Бранко? Ја им посакувам среќа, успех и радост. И вечност. Благодарам уште еднаш на двајцата, па се гледаме за скоро. Благодарам за прекрасната.
Како што започнавме, така и ќе ја завршиме оваа наша сцена со промоција на нов видеозапис. Станува збор за младата прилепчанка Сања Ристевска, која во соработка со Импродукција сними видеозапис за низината најнова песна "Ке те полудам". Уживајте на самиот крај.
Верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај на оваа наша сцена. Благодарност до бутикот Мели од Охрид кој се наоѓа на улица Јане Сандански и вреди да го посетите. Голема благодарност и до вас за вниманието со кое што не следевте. Довидување и секое добро.